граѓани, демократска јавност, народе на шарената револуција, јас сум Роберт Алагјодовски. Мене ми припадна честа да ви се обратам вечерва. Всушност ке бе замолам да ми извините затоа што ке му се обратам нему. Ке му се обратам нему затоа што денес повторно не изнервира и уште полошо покажа дека во неговата догматска глава ништо не влегува, дека ништо не сваќа. Немам надеж дека и овој пат ќе разбере, но сакам да му порачам она што секој доктор би му го кажал на својот пациент и секоја мајка на својот син. Ако продолжиш вака, ќе биде полошо. Ќе биде полошо за тебе. Она што тој го измисли како систем, како начин на владење, не е нешто спектакуларно, не е нешто неразбирливо. Постои во извештајот на Прибе, постои во договорот од Пржино, постои во 5 услови на шарената револуција од кои што не се откажуваме. Ние него добро го разбираме, го разбира и целиот свет. Не знам зошто тој нас не разбира. Толку ли е тешко да свати? Ќе го подсетам на вториот Њутнов закон. Секое нешто кое што ќе почне, мора и да заврши. Син ми е роден 2007 година и се што знае е Никола Груевски. Тој не знае за друг премиер. Но ова не се однесува за него, нели, вториот закон за термодинамиката не се однесува за него. Тоа, например, се однесува на Винстон Черчил, кој што беше одличен водач на својот народ, меѓутоа 45 година беше победен на избори и ја предаде власта на лабористите. Има многу примери на градоначалници, премиери и председатели кои што и покрај тоа што се одлични во своите мандати не успеале втор пат, трет пат или четврт пат да ја освојат довербата. Во таа смисла, после 10 години, јасно е, Никола, со тебе е готово. Можеш само да одбереш како ќе си заминеш. И знај дека ќе биде и полошо, ама за тебе. За жал, парадоксот и Марфиевиот закон е тоа што го одбележува неговото владение. Сакаше Македонија да ја направи шампион во светот, и ја направи шампион, меѓутоа во негативна смисла. Не стави на дното на сите табели, на сите ранглисти. И поради тоа тој не заслужува воопшто повеќе да се разговара со него. Тој всушност е најголем инспиратор на македонскиот народ, на граѓаните на Македонија, на сите нас кои што сме собрани овде во шарената револуција. Тој на некој парадоксален марфиевски начин го буди над човекот во сите нас. Не тера да се надминеме себе си и сите своји енергии, мотиви и причини само за да го победиме. Затоа да не кажува дека овој народ овде, народот на револуцијата, може да биде трениран од Сорос, од не знам какви организации, од не знам какви тренери. И дека тоа може да се наплати со дневница или со паушал. Таква работа нема. Народот го инспирира, за жал, преку неговата негативна слика, преку неговиот лош начин на владење, само тој.
односно само ти, Груевски. И затоа најновата тактика ти е сосема промашена. Помина времето кога можеше да го тужиш и затвараш Заев, кога можеше да ги тужиш да им наплакаш драконски казни на Милчин, на Која, на Геровски и да се пресметуваш со трети и четврти. Тоа време заврши. Чабе ги викаш Калајчиев, Најчевска и другите, мислејки дека со тоа ќе не исплашиш. Не, како што пред 2 минути ти покажавме, народната револуција тоа се сите овие луѓе. И ти, и ти, и ти, и ти, сите сме на револуцијата. Ако денес ја нема Најчевска, веднаш ќе дојде втор, трети, четврт. Но, Груевски, чабе се трудиш, ти не можеш веќе ни тоа да го направиш. Не само Најчевска, не само Калајчиев. Секој еден денес во Македонија има аргументи со кои што може да те побие. Затварањето, насилството е веќе неостварливо. Ние не ти се плашиме. Затоа уште еднаш ќе повторам. Може да биде и полошо, ама само за тебе. И ќе видиш на кој непредвидлив начин, без тренинзи, без обуки, овие луѓе може да се инспирираат и да го направат тоа. За тебе е полошо, а за нас е подобро затоа што оваа криза создава револуционерна свест каква што ја немало од 45-та. Револуционерната свест има голема моќ да ги промени сите луѓе и да го промени целото општество. Твоето подолго останување на власт е всушност на парадоксален начин само јакнење на желбата за промени кои што ќе траат подолго и кои што ќе не променат и сите нас со сите наши слабости.